вечер следите уште едно издание на емисијата Live Cover. Ова е специјално издание на оваа емисија која ќе биде посветено на легендата на рок и блуз музиката, легендарниот гитарист, композитор и пејач Ерик Клептон. Вечерва, заедно јас и мојот колега Тони Василев, Тони здраво. Здраво, здраво, Иле. Ќе пробаме да го обработиме Ерик Клептон и да направиме еден така наречено трибют за овој великан на рок и блуз музиката. Тони, најпрво со тебе еден муавет. Пред да почнеме да свириме, мора да те прашам како ја ти засака музиката и што е оно што те потигна да ја свириш еве на овој инструмент како што е пијаното и воопшто да ја засакаш музиката? Па, од мали години. Дали имаше влијание од твоите родители? Да, големо влијание. Некој поклон, како например? Да, сум изразил некоја желба на 5 годишна возраст за некоја мала хармоника. Исто така од предци, така да кажеме, родители. Дали се занимавале со музика? Да. Доста од моето семејство се... Значи музикално е тоа семејство. Да. Има влијание сепак фамилијата за... Точно. Твоето музичко и искуство и образование, така? Големо влијание, меѓутоа и... И желба, кажано и сам. Сам, така? Да. Навлезеш во од тој филм, така кажано. Кога почна да свириш, еве, например, пијано, да кажеме? Пошто, бидејќи знам дека свириш на повеќе инструменти, меѓутоа твоја специјалност е пијаното, кога почна да свириш на пијано? Официјално пијано, второ одделение, кога официјално музичко училиште, нижо музичко, така. И тогаш пијано, а пред тоа, онака, аматерски хармоники, од се по нешто и да се бараш и се најдеш. Така речено. И како што почнав второ одделение, до ден денес. До ден денес свириш. Углавно со пијаното. Бидејќи ние заедно свириме, јас те познавам доста добро. Колеги. Ќе може да се уверат и гледачите вечерва кога ќе го свириме Ерик Клептон. Ти си професор по пијано во средното музичко училиште, така? Домовица Сергеј Михајлов Штип. Поздрав до сите колеги и ученици воедно. Така. Дали има талентирани деца за музика кои понатаму ќе продолжат да се занимаваат исто така со музика? Па има. Ако се правилно усмерат, а мислам дека на тој пат. Македонија секако има талентирани музичари. Да. Голем дел од нив се талентирани. Еве ние вечерва ќе свириме песни од Ерик Клептон. Значи тоа е англиски, роден во Англија сепак, но сепак кариерата ја продолжил во Соединетите Американски држави, има свирено во повеќе бендови, кариерата ја започнал во 1966 година во неговиот прв бенд кој се вика Крим. Значи тоа е неговиот прв бенд, потоа продолжува во Yardbirds, Derek and the Dominos и така натаму, продолжува со соло кариерата од 1972 година, 50 години активен на музичката сцена. Ние вечер одбравме 10 композиции кои што легендарни теми кои што ќе ги отсвириме од Ерик Клептон, и првата тема е една доста позната композиција која што носи наслов Лейла, композиција која што е издадена во 1971 година од кога Клептон беше член на бендот Derek and the Dominos. Значи може да ја слушнеме Лейла, меѓутоа во акустична изведба, секако со пијано и со гитара. Ајде да слушнеме како ќе изгледа тоа. What you do when you get lonely, when no one waiting by your side? You've been running and hiding much too long. You know we're just your foolish bride. Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Don't try to give me a consolation before your man had let you down.
Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? I tried to give you a situation before I finally go and see it. Please don't say we'll never find a way, and tell me all my life's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Darling, won't you ease my worried mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Вечерва мој гостин е Тони Василев, со кој заедно го обработуваме, односно правиме еден трибют за великанот на рок и блуз музиката Ерик Клептон. И следната композиција која што ќе обработиме датира од 1996 година од албумот на Клептон кој што носи наслов Феноменон. Инаку песната носи наслов Change the World. Беше добитник оваа песна на наградата Греми за најдобра композиција токму во 1996 година. И вечерва ќе отсвириме токму оваа тема. Change the World. So you could see the truth. And this love will have inside is everything it seems. So now that I'm fine, it's only in my dreams, but I could change the world. Would be a sunlight in the universe, and you could tell my love was really something good. Maybe if I could change the world.
could be a king, even for a day. I'll take you as my queen. I think it's no other way. In this kingdom where we rule, in everything it seems. Oh, till then I'll be a fool. It's only in my dreams, but I could change the world, and I would be a sunlight in the universe. And you could tell my love was really something good. Maybe if I could change the world. So I could change the world, and I would be a sunlight in the universe. And you could tell my love was really something good. Maybe if I could change the world, maybe if I could, I'd change the world. Maybe if I could change the world. Следната песна која што ќе отсвириме датира од 1977 година од албумот на Ерик Клептон кој што носи наслов Slow Hand. Песната е посветена на неговата долгогодишна љубов Пети Бойт, невозвратена љубов. Инаку Пети Бойт е жена на Џорџ Харисон, легендарниот гитарист на Битлси. И токму оваа песна, која што е посветена на Пети Бойт, ќе отсвириме вечерва. Темата носи наслов, повторувам, Wonderful Tonight. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do you feel alright? And I said yes, I feel wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I said yes,
I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the long light right in your eyes. And I wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I got aching head. So I give her the car keys. She helps me to bed, and then she tells me as I turn up the light, I said, my darling, you were wonderful tonight. I said, my darling, you were wonderful tonight. Следната композиција која што е посветена на Ерик Клептон е неговата легендарна композиција која што датира од 1991 година од албумот Rush, која што носи наслов Tears in Heaven. Инаку оваа композиција е посветена на неговиот син, кој што починал на 4 годишна возраст, неговиот син Конор, доживел трагична смрт паѓајќи од 53-тиот кат на зграда во Њу Јорк. Оваа композиција веднаш откако е издадена 1994 година е number 1 на топ 100 Билборд чартот во Соединетите Американски држави, а исто така е број 1 и во Велика Британија. Во чест на синот на Ерик Клептон и во чест секако на Ерик Клептон вечерва Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I found my way through night or day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee.
time can break your heart. Have you begging, please, begging, please? Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Следната песна која што ќе отсвириме со Тони датира од 1923 година. Ерик Клептон ја става на неговиот албум со Derek and the Dominos 1971 година. Темата е напишана од Джими Кокс и носи наслов Nobody Knows You When You're Down and Out, а најголема популарност достигнува во 1929 година кога ја изведува Беси Смит. Вечерва ја слушаме изведбата од 1971 година со Derek and the Dominos и секако Ерик Клептон Nobody Knows You When You're Down and Out. I live a life as a millionaire. Spent all my money, I just didn't care. Took all my friends for a mighty good time. Bought bottled liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Lost all my good friends, there's no place to go. I get my head on dollar again. I'm gonna find it till that eagle green's cause nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny, and for the friends you don't have any. When you'll be back on your feet again, everybody wants to be a long-lost friend. I said it straight without any doubt. Nobody knows you when you're down and out.
Once I live a life of a millionaire. Spent all my money, I just didn't care. Took all my friends for a mighty good time. Bought by the liquor, champagne and wine. Whoa, nobody knows you when you down and out. In your pocket, not one penny. As for the friends, you don't have any. When you be back on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. I said it straight, without any doubt. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Oh, yeah. Следната композиција која што ќе отсвириме датира од 1999 година и направена за саундтракот на филмот Смртоносно оружје број 3 со Мел Гибсон и Дени Глоер. Ерик Клептон во оваа композиција соработуваше заедно со Стинг и темата носи наслов It's Probably Me. When the night turns cold, the stars look down. You hurt yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's cold. No one would you see. Ask yourself, what's for me? My only friend, who could it be? I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. When the belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg, you're too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. Ask yourself, watch for me. A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. We're not the easiest person I ever got to know. Where it's hard for us both, but as feeling shows, I will say, leave it, let you go, you only made me cry. Yeah, if it's one guy, just one guy, lay down his lives for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Go down, it makes no sense. A solitary pain in your defense. A jury's out, and eyes will you true to make me see. If it's one guy, just one guy,
and lay down his lies for you and I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Следната композиција од Ерик Клептон датира од 1989 година од неговиот албум Journeyman. Темата беше број 1 хит на Билборд чартот 1990 година и носи наслов Bad Love.
Последната композиција која што ќе отсвириме за вечерва датира од 1973 година. Тоа е тема која оригинално ја изведе Боб Марли и неговиот бенд The Wailers и која носи наслов I Shot the Sheriff. Ерик Клептон година дена подосна, значи во 1974 година, ја преработи оваа песна во негов се разбира стил и ја стави на неговиот албум Ocean Boulevard. Вечерва заедно со Тони ја свириме I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. All around in my hometown, they tried to track me down. Tried to bring me in guilty for the killing of the deputy, for the life of the deputy. But I see I shot the sheriff, but I swear it was a self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. Every time I try to plant a seed, he said guilty before it grows. He said kill them before they grow. But I see I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Freedom can one day end me. When I left out of town, then I saw Sheriff John Brown aiming to shoot me down. But I shot, yes I shot him down. Now see, if I am guilty I will pay. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Oh, I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy.
беше се во издание на лайв кавер во кое го обработивме легендарниот Ерик Клептон. Вечерва мој гостин беше Тони Василев. Тони, благодарам што беше мој гостин вечер. Да, фала на поканата. Поздрав до сите гледачи. Мило ми беше што обработивме интересна емисија. Така, навистина не е лесно да се преработи еден ваков легендарен музичар. Легенда живо, да. Се надевам дека и во наредна прилика многу скоро ќе обработиме некој нареден легендарен артист. Тоа беше се во лайв кавер. Слушајте на Угода FM, гледајте на каналот на Угода FM на YouTube, а исто така и на телевизиите Ирис, од Штип се разбира, Здравкин од Велес, Визија од Прилеп, Орбис од Битола и Канал 8 од Кочани. Чао!